еден од најголемите проблеми е токму ова. Потенцијална копнена офанзива. Ова може да биде голем проблем. Дека ќе има потенцијална копнена офанзива, зборува и фактот дека се опуштени неколку генерали. Зошто го зборувам ова? Од неколку стручњаци кои што моментално ги следиме, заклучокот е дека отпуштањето на овие врвни генерали, че ова е генерал кој што е на целата војска моментално, се не знам како е таму рангови, не се правам дека знам, но ова што го видовме денес, отпуштање на највисокиот генерал во американската војска, и тоа не на еден, туку највисокиот и 20 негови соработници. Тоа се препоставувам едни, да речем, од највисоките моментално воени лица во државата, во еден ден, зборуваме 2 и 3 април, тоа покажува дека има несогласување. Очигледно, овие генерали не се задоволни или не сакаат да се води војната во одреден момент или во одредена насока, или па не сакаат да применат одредени наредби. Со тоа што одека ние немавме као дечките си од пензија, туку имаше наредба која што доаѓа од Хексет, Моронот, кој што јавно кажа дека се бара највисокиот генерал да отстапи од неговата улога. Истото важи и за овие други 20 генерали кои што очигледно нешто одбиле. И одека има една добра заебанција од иранското Министерство за надворешни работи или иранската амбасада во СА, препоставам Саудитска Арабија. Вика, еве го, вика, успешната промена на режимот. Еве го. Ова се сите највисоки генерали кои што досега се елиминирани во американската армија